Ве поздравувам од Центарот Ајнштајн. Станува збор за едукативно-терапевтски центар кој што дава стручна поддршка на децата кои што имаат развојни, сензорни, но и јазично-говорни потешкоти. Многу повеќе за центарот, кога ќе започне со работа и поточно која е работата на самиот центар, во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Дамјан Николовски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро. Напоменав дека станува збор за Центарот Ајнштајн. Можам да кажам дека просторот каде што се наоѓаме навистина дава една убава, позитивна енергија, каде што верувам дека на еден убав, достоен начин ќе се работи со самите дечиња и они ќе почувствуваат една убава атмосфера. На самиот почеток, како дојде до самата идеја за отварање на овој центар? Па вака идејата за отварање на едукативно-терапевтскиот центар Ајнштајн произлезе пред се од долгогодишната работа на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, како еден логичен след на околности, односно на доградување на работата на Сдруженијето и пред се секојдневната работа со дечињата. Свативме дека имаме помогнато на многу дечиња и дека треба да прошириме дејности и да помогнеме на уште повеќе дечиња кои што имаат потреба од поддршка. Кажете ми поточно, овој центар какви социјални услуги нуди? Вака, самиот центар е дел од еден поширок проект кој што го спроведува Министерството за социјална политика, демографија и млади, односно проектот за подобрување на социјалните услуги, финансиран од Светска банка. Конкретно за овој центар се работи за проект во партнерство помеѓу Сдруженијето Ајнштајн и општината Кисела Вода. Ние во моментов се наоѓаме во финалниот процес на лиценцирање, со што ќе станеме давател на социјална услуга, односно центарот ќе представува дневен центар за лица со попреченост кој што ќе нуди индивидуални третмани, што ќе значи дека за граѓаните, односно за дечињата од Кисела Вода, логопедските и дефектолошките третмани во овој центар ќе бидат бесплатни. Сакам да напоменеме нешто повеќе за основните области на работа и услуги што ги нуди Центарот Ајнштајн. Напоменав кратко и во самата најава, но верувам дека поопширно ќе може да ни појасни. Вака, самиот центар пред се ќе нуди логопедски и дефектолошки третмани, но и она што е наша најголема специјалност како единствена организација која што се занимава со дислексија и специфични тешкоти во учењето, ќе бидат третманите и за дислексијата и останатите специфични тешкоти во учењето. Меѓутоа, нели пред да дојде моментот на третмани, тука оди проценката, оди советувањето на родителите и поддршката како на самите деца, така и на целото семејство. Ќе се работи преку мултидисциплинарен пристап, се со единствена цел да имаме континуиран напредок и децата да добијат она структурна поддршка која што им е потребна. Каква празнина пополнува овој центар во самиот систем? Би кажал дека ја пополнува онаа празнина помеѓу формалниот систем и реалните потреби на граѓаните. Со поддршката на Министерството и на општината, мислам дека ќе се обезбеди една континуирана, стручна и индивидуална поддршка на сите оние семејства и дечиња на кои што тоа ќе им биде потребно. Верувам дека главните информации за центарот ги напоменавме на некој начин, но најглавното од се за оние кои што нели сакаат да го посетат овој центар е да напоменаме кога почнува со работа и како родителите може да добијат повеќе информации, доколку им се потребни, доколку не го гледале ова вклучување на лице место и како да закажат термин. Работата на центарот започнува од март и првите 2 недели планираме да спроведеме бесплатни проценки за да можеме да ги утврдиме индивидуалните потреби на дечињата и за секој детенце да може да се креира посебна индивидуална програма, а сите оние кои што се заинтересирани за нашите услуги, повеќе информации може да добијат на социјалните мрежи, дали тоа е Instagram или Facebook, каде што се објавени и нашите контакт телефони, меѓутоа и сите оние информации за услугите кои што ќе ги нуди самиот центар и информации за самото Сдружение за дислексија Ајнштајн. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност прв пат на лице место на нашите гледачи да прикажеме за каков центар станува збор. Ви благодарам на посетата. Благодарам уште еднаш. На самиот крај ќе напоменеме дека центарот, едукативно-терапевтскиот центар Ајнштајн започнува со работа идниот месец, односно во март. Верувам дека ова вклучување беше интересно, дека ги дадовме сите потребни информации, но во една убава атмосфера.